Безбедноста на децата, учениците, но и на сите граѓани е од големо значење на локалната самоуправа предводена од мене како градоначелник, па убави и современо осветлени улици ќе бидат заложба која и во идниот период ќе ни биде во фокусот на управувањето со општината. Во изминатиот период се изврши модернизација на уличното осветлување во подрачјата околу општинските основни училишта Видое Подгорец, Никола Вапцаров и Сандо Масев, но и пред јавната здравствена установа Здравствен дом. Со таа активност беа офатени дел од улиците 22 декември, Орце Николов, Ванчо Китанов, Моша Пијаде, Дебарска, 1 мај, Димитар Цветинов, Младинска и Ценка Павлова, Ѓорги Василев и Панче Пешев. Дополнително отпочнавме со замена на осветлувањето на поројот Крушевска република во делот од кружниот тек кај ЕВН кон Чурлински мост. Постоечките натриумови и компактно флуоресцентни сијалици ги менуваме со енергетски ефикасно LED осветлување кое има далеку поголем квалитет од постоечките сијалици, долготрајност, а генерира и заштеди. Паралелно на оваа активност, идниот период ќе отпочнеме со замена на осветлувањето во градскиот парк во Струмица. Проектната документација е готова, па за околу 20 дена ќе биде отпочната постапката за јавна набавка за избор на изведувач. Станува збор за вкупно 96 светлосни позиции, со што за прв пат во Македонија ќе биде применет концептот на смарт лайтинг или така нареченото паметно осветлување кое е сензорски базирано, па во одреден дел од паркот интензитетот на светлината ќе се намалува во доцните вечерни часови, а при појава на посетители осветлувањето ќе се покачува на максимум, како истите би се чувствувале сигурно и безбедно. Реализацијата на таквиот проект би требало да заврши напролет, па сите граѓани ќе можат да ги користат придобивките од истиот.